Добар ден, денеска сум во посета на Охридскиот регион и средба со земјоделците. Она што сакам да го потенцирам е дека секаде, како и во другите делови на Република Македонија, ситуацијата очајна, односно македонскиот земјоделец е доведен до работна екзистенција. Она што сакам тука дополнително да го потенцирам од Охрид е во делот на Охридското езеро. Сведоци сме дека Министерството, односно владата предводена од Зоран Заев, изминативе 2 години не спроведе вештачки мрез на Охридското езеро, едноставно не се обнови оној рибен фонд кој што имаше Обрска државата да го спроведе. Знаете дека во моментов немаме концесионер на Охридското езеро. Владата формираше некаков кризен штаб за заштита на рибниот фонд, меѓутоа сведоци бевме дека директорот на инспекторатот во еден допис преку службениот мејл сообреди сите инспектори дека не треба да преземат никаква активност без тој да биде запознат. Тоа е еден класичен несериозен однос кон ова природно богатство кое што едноставно изминативе месеци и години оставено на едноставно без никаква грижа и заштита. Она што ние се обврзуваме и ветуваме пред граѓаните, пред охриѓани, дека ово природно богатство ќе го земеме со сериозен пристап и максимално ќе се посветиме и во делот на заштита и во делот на градување на целиот екосистем во овој регион. Ова што сега се случува изминативе години треба да биде минато, затоа што ова природно богатство не треба да се потценува. Ние како ВМРО ДПМН, како влада која што ќе ја проведи идниот премиер професор доктор Христијан Мицкоски, како што кажав, се обврзуваме за максимална заштита и посветено работење во делот на овој екосистем.